Постои само контрола кај писателите, да не се огрешат кон одредени состојби, отколку што би рекол се храбри за да можат да реагираат за многу негативни појави што ни се случуваат во овој простор. Дали живееме меѓу две вистини? Па мислам дека меѓу вистина и лага дека живееме најмногу. За било кој енергетски капацитет ние можеме да најдеме финансирање и тоа да се финансира на кредит со 15% учество. Сметате дека изградбата на брзата пруга е погрешна инвестиција? Апсолутно, тоа е промашена инвестиција, губитна инвестиција. Никако да не градат пруга во сегашниот тек на Вардарската долина. Тука мора да се изгради Вардарска долина со 12 хидроцентрали, бидејќи со тоа многу ќе ни се намали потребата од увоз. За нас Шангајската листа е недостижна? Не е недостижна, меѓутоа не е релевантна. Само висока наука оценува. Вештачката интелигенција ќе замени многу професии, тоа е факт. Ама ќе отвори и многу други. Флуктуацијата на кадри е нормална, меѓутоа проблемот лежи да не ги бркаме тие квалитетни кадри. Седумдесет и 5 години од раѓањето и половина век од творештвото. Долгогодишен уредник на третата програма на Радио Скопје, што беше јадро на интелектуалните промисли пред и за време на одлуките за самостојноста на државата. За него велат дека е еден од столбовите на македонската култура, матица за највредното национално творештво. Пред 35 години стана основач на Матица Македонска, првата приватна издавачка куќа. Писател Раде Силјан, гостин во ова издание на Трилинг. Во овие половина век творештво, што може да издвоите како настан што оставил печат длабок? Во изминатите 50 години творештво има многу настани кои би можел да ги издвојам, меѓутоа за почеток би почнал со мојата прва дебитантска книга, Третиот лик на времето, со која и практично и се легитимирав како автор во македонската литература. За ова книга ја се добив и наградата за неуспешен дебитант на Струшките вечери на поезијата и мислам дека во тој дух почна и моето творештво да се развива континуирано, така што во овој период имам објавено за овие 50 години 26 поетски книги кои се високо вреднувани од страна на македонската литературна критика, но и се преведени на повеќе странски јазици, каде што има и добри одгласи за мојата поезија. Господин Силјан, се согласувате ли дека постои еден забележлив молк меѓу интелектуалната елита? Бевте начело на Друштвото на писатели на Македонија. Во поранешниот систем на СФРЈ, писателите биле многу погласни и нивната критика на состојбите во општеството силно одекнувале во јавноста. Да, за жал, мислам дека писателите се веќе молчеливи, меѓутоа тие писателите си го стваруваат своите права, што се вика, преку творештвото. Но од друга страна, во таа јавна реакција за одредени состојби кај нас, точно дека владее молк, ретко кога се појавуваат издруженијата, меѓутоа и индивидуалци со одредени исклучоци кои понекогаш знаат да проблеснат со своји изјави, со критики против одредени состојби, но за жал сепак сметам дека сте во право зашто писателите сепак молчеливи се. Зошто? Од каде постои тој страв? Дали постои воопшто стравот кај вас, писателите, интелектуалците? Па ја мислам дека повеќе постои само контрола кај писателите, да не се огрешат кон одредени состојби, отколку што би рекол се храбри за да можат да реагираат за многу негативни појави што ни се случуваат во овој простор. Тука немаме простор за полемики, за еден погледи за изнесување на различни погледи во врска со одредени состојби, сваќања,
дилеми, процеси во литературата и воопшто во културата и во општеството. Дали ви недостигаат оние интелектуални книжевни седенки со Гане Тодоровски, Анте Поповски, Петре М. Андреевски, Паскал Гилевски и други во градската кафана, кај Јоле или Почев, од каде се раѓа голем број на идеи? Да, таа кафеана беше сврталиште на врмите македонски автори, писатели, артисти, филмски работници и се она што практично значеше високо творештво во Македонија, но за жал во последно време можеби и самата криза економска си придонесе своето, но мислам дека и се изменети малку и навиките кај помладите луѓе кои практично се посветени на новите медиуми електронски, без некои посебни дебатирања во како се случуваше со денови и со ноќи во оваа меана. Како гледате денеска на актуелните состојби во државата? Повеќе од 3 децени самостојна држава. Па да ви кажам, јас, сите ние живеевме со идеали дека ќе градиме држава на здрави темели, но за жал по самостојувањето дојдовме ние да избираме на највисоките места во политиката луѓе кои беа без одредено искуство. Ако знаете, во едноумието за се вработиш требаше да положиш приправнички испит, после 1 година стажирање, па дури потоа имавме вработување. Сега, по самостојањето нас ни се случија други процеси. Ние избиравме премиери, министри, на кои тоа им беше прво работно место, без одредени познавање на состојбите национални, социјални, економски, политички, а богами и на таа меѓународна политика, што многу значеше во тој период, и затоа дојдовме до ова дередже, до кое сме дојдени, но и во тој поглед се направија во последниве години и најкрупните грешки во Република Македонија по осамостојувањето, приватизацијата која беше катастрофална и која придонесе илјадници луѓе да останат на улица, да се затворат големи комбинати, и денес таа состојба многу добро се рефлектира во сите попасивни места во Македонија. Ако денес прошетате во една Малесија, славна Дебарца, во мојот Демир Хисар, Маријово, во Источна Македонија, Поречието, се до тоа говори дека навистина таа приватизација не доведе во ситуација да молиме за детски плач во овие региони, а и во цела Македонија. Таа состојба не се повторува. Лириката на Раде Силјан е читлива, што значи не е стокмена само за елитата. Вашиот пријател, писател, амбасадорот Паскал Гилевски напишал дека вашиот стих е народен како по патеките на писателските великани Гане, Анте, Славко, Петре, Матеја. Кој влијаеше врз ставот, мислата, пишаното врз Раде Силјан? Тоа сепак дека ние сме повикани на нашата лектира и мораме да бидеме реални дека секојаш пред нас постоеле, создавале други автори кои имале влијание врз нашето творештво, така што мене ми се многу блиски поетиките на Блаже Коневски, Шопов, Гане Тодоровски, Петар Андреевски, и убаво е тоа чувство кога човек практично се надоврзува на тие великани, односно на тоа творештво кое комуницира на пошироки релации. Инако ако е творештвото во затворен круг, односно неразбирливо, тоаш нема ни читатели, ни слушатели. Господин Силјан, во книгата Тугинец во својата земја, песимистички го отсликувате вашето сегашно време. Велите да живееме во време на отугеност, разочарување, апатија и безизлезност. Па сега да ви кажам, тоа е, наречиме, реакција на одредени состојби што ни се случуваат во државата.
Сметате дека преголеми отстапки направивме на наша штета? Апсолутно. Апсолутно во секој поглед мислам дека ние сето она што ни го нанесува одредени неуки луѓе, не ќе можеме со децени да го исправиме и нормално дека нашите идни генерации ќе страдат токму заради тоа чувство дека некој некогаш им направил голема неправда, односно ги преименувал. Дали денес сметате дека се движиме во вистинска насока или сме во слеп колосек? Па не би рекол да речеме сега тука да заземе некој став дали во слеп колосек, но објективно во многу работи сме ставени на слеп колосек. Тука мислам на економскиот фактор, на политичкиот фактор, на меѓународниот фактор, зашто ние се бориме како маченици едноставно да докажеме дека кои сме, што сме, а ни се случува тоа и во нашиот простор да бидеме безимени, односно обезличени. Имаме ли простор и има ли потреба допрва повторно да се преиспитуваме кои сме, што сме, од каде сме? Ние знаеме кои сме, што сме, меѓутоа кога ќе одиме во странство, пасожот кога ќе покажеме, тогаш веќе се очуваме со една грда реалност за секој македонец кој се чувствува во истинска смисла на зборот она што е. Таму пишува Северна Македонија, знаеш дека ти си од Република Македонија, меѓутоа силата и правдината некогаш не одјат заедно. Помеѓу правдата и вистината? Да, помеѓу правдата и вистината секогаш има јас, како што гледаме во последно време. Кој го создава тој јас? Па и тоа јас го создадов буквално политичарите. Ние имавме референдум, нели? Да, референдум кој беше против промена на името, па имавме силување на парламент, купување на гласови, со закани и дојдовме до ситуација да се срамиме практично од одредени наши состојби. Од каде го извлекувате впечатокот, ова ваше, се што е создадено во Македонија денес е маргинализирано? Дали живееме меѓу две вистини? Па мислам дека меѓу вистина и лага дека живееме најмногу, зашто вистината е една, меѓутоа лагата е друга. Што преобладува повеќе, лагата или вистината? Тука мислам дека лагата е доминантна, зашто доаѓаме на, погаш ви реком, на еден слеп колосек, од каде што тешко можеме да се снајдеме и да најдеме излез. Лесно се манипулира со граѓаните? Порано многу полесно се манипулираше, меѓутоа на граѓаните сега се многу свесни и имаме еден напредок во тој поглед, односно чувство на еден патриотизам кај поголемиот дел на луѓето, кои со љубов пристапуваат и кон татковината, и кон самите себе си, и кон своите семејства и создаваат, да речеме, некакви вредности за кои можеме да се гордееме. Како вие го дефинирате патриотизмот? Патриотизмот е, според мене, чувство на припадност на еден народ, на една традиција и на се она што може да биде во корис и во прилог на сопствената држава и на сопствениот народ. Иселувањето од државата е рак рана во Македонија. Како вие лично, како уметник, ја доживувате белата чума? Па јас веќе имам белата чума опишано во мојата поезија и во претходното прашање ми одговорив дека ако поминете сега низ овие региони што ги споменав, ќе сватите дека ние навистина сме го допреле дното во тој поглед. Ако во одредени региони, па еве јас пример ќе ви кажам, јас кога сум се родил во Македонија, имало ми се чини 50.000 новороденчина. Сега односно минатата година, кога се сеќавам, имаше 16 или 17.000.
Тоа говори дека завлегуваме во една длабока декаденција која е многу опасна за една држава и за опстанокот на еден народ. Говорите дека сме обезличени со промената на името, дека ни го споруваат јазикот, идентитетот. А дали од друга страна не изгледа помалку загрижувачки податокот дека сите од нашето обкружување, од соседството, одат напред, се многу поблиску на патот до Европската унија, додека ние стоиме во место? Да видите, Македонија направи толку отстапки во поглед на зачленувањето во Европската унија, што навистина е илузорно повеќе да се помислува да можеме да одиме по тој пат без да свиткаме кичма. Меѓутоа, ако виткаме кичма, тоа не сме ни народ, ни држава. Ќе ви изнесам еден пример. Ние, да речеме, имаме проблеми со нашиот источен сосед. Меѓутоа, во изминатите 3 децении, само во Бугарија се преведени околу 170 книги од современи македонски автори, а во исто време се преведени и во Македонија нешто помалку книги од современи бугарски автори на македонски јазик. Допред 6-7 години на секоја книга фигурираше превод од македонски јазик на бугарски. Кога зазема еден курс бугарите, односно бугарската политика, дека треба се бриши се она што е македонско, од тогаш излегуваат книги, меѓутоа каде што никаде не фигурира од кој јазик се преведени или на кој јазик. Така што ние мораме да бидеме многу внимателни во поглед на прифаќањето на одредени состојби и да бидеме многу погрижливи кон себе си. Спротивно нема ни да постоиме. Одржливи ли сме сами тука? Говорам надвор од евроинтегративниот пат. Ние имаме потреба, нормално дека во Европската унија имаме потреба да влеземе и треба да влеземе со се она што направиме. Меѓутоа, ако дојдеме во ситуација да погазиме одредени други национални вредности, тоаш навистина не заслужуваме. Мораме ние да бидеме достоинствени во поглед на нашите сваќања, во поглед на нашите определби. Господин Раде Силјан, покрај вашиот брат, плоден писател, академик Павловски, има ли уште некој од семејното стебло кој ќе го наследи Силјан? За жал, моите деца сосема други определби имаат и не се многу посветени на ова дејност, но си имаат сите своји професии, секој си има свој пат, имаат мојата поддршка и се определуваат за своја иднина. Едноставно, никој не може да попречи во иднината нивна или да им се наметне дека мора да бидат она што јас сум бил или што треба да јас мислам дека треба да бидат. Како успеавте да ја одржите Матица Македонска повеќе 35 години, речиси? Вака, јас во издаваштвото влегов многу подготвен. Вие споменавте, јас бев главен уредник на третата програма и на списанието трета програма. Потоа бев генерален директор на Македонска книга на млади години. И тоа искуство беше многу драгоцено за мене. И кога се решив да формирам издавачка куќа, јас бев многу свесен за предизвиците. Но во исто време јас верував во тоа што го има зацртано како план, како програма, која еве 35 години на моје задоволство се оствари многу успешно. Ви благодарам што дојдовте во емисијата. Благодарам за поканата. Раде Силјан, писател, поет, издавач. И она што особено ме загрижува, што власта најавува дека брзата пруга ќе гради во паралелно до сегашниот колосек низ Вардарската долина. Значи, тие планираат
едниот колосек да го реконструираат и паралелно до него да направат уште еден. Меѓутоа, ако тоа го направат, Вардарска долина би била упропастена за сите времена и ние би се лишиле од еден многу важен електроенергетски проект кој што би ни носел 1309 гигават часа годишна енергија и профит во државниот буџет за сметка на нешто што нема да ни носи профит, а ќе ни носи само 3,5 милиарди евра загуби.